естраден уметник, композитор, текстописец, аранжер на песни на голем број музички имења во Република Македонија. Вечерва се наоѓаме во домот на познат штипски музички уметник, тоа е Роберто Поп Димитров, познат како Кентаур. Добра вечер и добре дојде во Аго. Добро вечер и поздравам во вашата емисија. Се наоѓаме во студиото каде што ти работиш, каде што подготвуваш музика, песни. За кои се прво да почнеме, па потоа ќе се навратиме на сето оно што го имаш работено за тебе лично. Мислите моментално или Општо. Општо целиот период? Па да ви кажем право од некој хип-хоп до поп, до рок, секакви изведувачи и автори. Така да имам снимано албуми за луѓе од Грција, сега во поново време за луѓе од Словенија и секако наши сограѓани, па да ги набројам скоро сите. Сите музички имења кои што потекнуваат од Штип. Па да, од хип-хоп, рок, рап. Мислам многу са, да ако влеземе во компјутер, стварно не може да ги прочитаме. Мислам не е фалва, али фала му на Бога, имам работа. Со текот на времето, студиото се повеќе и повеќе се доопремува со сето она што ти е потребно за да работиш како што треба. Што е она што е потребно за еден композитор, за еден аранжер, за еден текстописец, за еден музичар да има за да направи квалитетна музика, квалитетна песна да речеме или албум? Да видите вака. Пред се, значи добар инструмент. Тоа е позади тебе, мислам и околу мене. За да реализираш нешто што ти е во глава, значи. Али најважно од се кога работиш дома, веќе ова хом студио, али за мене добро опремено више, опремено. Значи искуство, макотрпна работа со сати, непроспани ноќи. Значи за да влезеш во шустината на фреквенциите, треба долго време да изгубиш пред компјутер. Тоа е најбитно. Значи џабе да си како сакаш биди музичар и да свириш добро и се ако не знаеш што да го преточиш добро во тој аранжмански дел, значи во програмирање може да изгубиш многу од идејата на песната. Значи среќа моја е што знам да свирам, сам и пеам, значи кога аранжирам сето тоа ми е во глава и можам да кажем и брзо тоа ќе го преточам како слика на звук во Cubase, баш кај што работам. Моментално ќе видиме попосле. Да, ќе ви покажам како е тоа. На што работиш во моментот? Моментално работам на 3 проекти. Еден е и многу ми е мило, што еве ова година навршуват 20 години од првиот албум на Кентаур. Таму е касетното издание 96-та година позади вас. И сега 2016 се 20 години. За моја среќа стапив пред некои 3-4 месеци во контакт со првиот гитарист на Кентаур од Велес, Игор Левтеров. Дојдовме на идеја да реализираме проект. Тоа е дел од проектот, го слушаме моментално во позадина. И се надевам дека ќе биде едно ново, едно освежување и секако да се вратиме после. Па верувајте, Кентаур веќе не постои од 99-та година, мислам. После, значи, 16-17 години пак да застанеме на сцена, ќе ми биде исклучително мило мене. Сега се надавам и на некои слушатели, не би ги нарекол фанови после толку многу години, да дојдат да не слушнат пак во едно, ќе кажам, малку поново руво, малку по-софистицирано, малку посредено, малку тај рок призвук со джест фрагменти и така. Се ќе биде ново или ќе има дел од вашите постари номери? Има 2-3 ствари преку сила, али преаранжиране од старите песни. Тоа што ми е било мило и драго, што е останало како добар производ од порано, тоа го преаранжиравме и е, не знам, многу сум среќен, феноменално. Другиот проект е Пред да почнем со другиот, кажи ми само кога може да се очекува ова што... Па мора да го завршиме до крајот на ова година, пошто сакам професионално да го издржам овој проект,
да најдам луѓе што барем културно ќе го издадеме иначе овој албум и да има барем една концертна промоција, дали во Скопје. Ќе видиме таму кај што ќе поголем аудиториум да собереме, што од народ, што од медиуми, за да може да се изрекламира, барем да се дознае дека е направено нешто. Значи, не би конкретизирал период летото, есента, али до крајот на нова година мора да испадне. Има ли видеозапис за некои песни? Па се надевам, мислам. Се надевам. Ќе видиме кога ќе види енергијата кога ќе излезе. Што е она другото што сакаш да продолжиш вториот проект? Па паралелно со тоа, значи овој период ми е некако посветен на самиот себе си. Работам со еден наш сограѓанин, добар музичар, армоникаш, на проекти експериментална авангардна музика. На армоника? Па видите вака, ја поставам некои поп-рок, джез аранжмани и тоа некако склопуваме со звуци на неговата виртуозност у армоника. И сега сме на почеток, веќе две песни поставивме. Па тоа е еден добар проект, кај што мислам дека исто интересно ќе звучи, пошто баш таков спој тука кај нас нема. И е многу интересно и за работа, а верувам и за слушање. Од каде идејата токму армониката да се спои со таков вид на музика што се што наброја? Видите, кога се запишав на факултет, дојдов до со музики што дотогаш не ги бев слушал. И има многу интересни комбинации на гитари, бас, тупани и некои, па и Владко го прави тоа. И мислам, не баш така како што ја замислувам. Има многу групи во Бугарија што свират еден таков вид на, не знам како да го наречем, ориентален джез. Со една прекрасна динамична подлога, со едни хармонска прогресија, што повеќе наликува на джесот, колку целата таа соло делница ја прави армоникаш. Сега ја некоја комбинација сакам да направам од сето тоа, па ќе видиме. Али ми е предизвик, имам поставено две добри подлоги, едната дури отсвиревме, за втората треба денови да работиме на неа. Инспиративно е, значи внесува добра енергија. А се што ми е добра енергија, значи не е битно кој вид на музика е, сакам да го работам, поради тоа што на крајот на денот се осеќам корисен и задоволен. Тоа е нели најбитно. Кога може тоа да се очекува? Да се слушне, да се види некаде? Таа варијанта, пошто и мене не ми е скроз јасно во глава, сакам нека биде некој пилот издање од 5-6 номери, таа може да излезе и побрзо. Во разговор со Лјупчо Цоцо е да го открием, пријател што работиме, може и да понудиме во Министерство за култура, ако сметат дека тај материјал е вреден за издавање, пошто имам и обработки на стари македонски песни што ретко се обработувани во нашата земја, а вредат за обработување. Сега во тој фазон како ја што го замислувам, за мене ми е многу интересно. Се надевам дека ќе најдам дел од публиката што ќе го цена тоа. Кога ќе споите две-три правци, добивате нешто ново што е сепак освежувано. И интересно, знаете. Веќе, ајде да резимираме вака, која музика во ваква атмосфера како што е падната културата, не само во нашата земја, значи на европско, можеби на светско ниво, преполни сме со некои емисии од забавен карактер, такмичарски, нели? Веќе се ни е доседно, сите, поготово кога ќе го вклучам телевизорот, мислам дека веќе сите луѓе пеат, никој ништо не работи. И зошто би правил класичен стил, што сум го работил со Кентаур, кога милион групи помлади за мене истото го работи. Значи, мислам дека е време да најдеме, да се издвоиме по нешто. Кај нас погодок е тоа што овие ориентални звуци, кога ги преточи со тоа што сум го цел живот слушал од Америка, од Англија,
дојдеш спој што малку ќе ни е чудно и на нас, а верувам почудно и во Европа. Така да размислувам малку подалеку, знаеш. Да се тоа, ако може да се пласира некаде и во странство би било супер, пошто веќе направив напори, некој знае какви нешто работам со Германија, нешто работам со Словенија. Не е да се промовира надвор од Македонија, да. Не е толку недостижно, посебно кога ќе стапиш во контакт со вистински луѓе. И ако секој од дружба си има позитивен интерес и тоа не е ништо лошо. Значи, кога ќе видиме дека едни со други, во овој случај јас со некој си изведувач од странство, имаме слични видувања во музиката, имаме си позитивен интерес, ете ти е соработката. Значи, не е толку тешко сам. Тешко е контактот, додека па кој е тој, па кој, додека се представиш, значи, рекламата, али тоа се надам текот на времето ќе си го донесе и резултатот секако од работата, ако е квалитетно. Кога ги спомна контактите во Словенија, ти имаш си бил во Словенија, имаш рече голем број контакти таму, имаш работено песни за словенски музичари? Да. Ми беше мило што уште на самиот почеток, можам да кажам, ги запознав едни од најголемите звезди во Словенија. Добив на таков прием. Така ме пречека што кога се вратив во Македонија бев воодушевен од нивото гостопримство, нели? Типно е тоа што од Македонија мислиме ние секој ќе излеземе, па словенците малку не прифаќаат нас никаде, нема врска. Значи така бев пречекан од луѓе што снимат во Америка со познати продуценти, комунициравме на музика, зборам се во делот на рок и хеви метал област. Дојдовме до идеја дека може да соработуваме и ако тие самите си прават музика, чисто да разбијат монотонија некои песни, да отснимеме. Потоа добра соработка со Маријан Новина направив, еден исклучителен музичар од Словенија, вака по изглед рокерски, а врвен армоникаш. Значи целиот тетовиран, со длага коса, али не ме изгледаше баш за армоникаш. Со Дејан, со него сум веќе на пола, 3-4 песни снимавме. Имаме Дејан Стојанов од Македонија, заболекар таму, доста добро постоечки во Лјубљана. Веќе снимавме албум со него. Имаме и некои, да кажем, успеси на некои фестивали, како во на Охридфест летово. Албумот со Дејан е веќе готов, со Бергита Шулер. Значи се запознав со Миха, со Макс. Значи тоа се продуценти што ултра работат за Боливуд, за Германија, и сето тоа искуство е многу добро заради тоа што кога ќе дојдеш до тоа ниво, гледаш дека не е толку се далеку. Дека реализацијата е колку ќе се трудиш. Сега има периоди како овој, малку дистанца, па после 2-3 месеца пак работиме, зависно од тоа они колку се слободни. Сега моментално, зашто ми е празен овој период, а секогаш после Нова година, дека е март месец, ми е некој статус кво, знаете. И од кај март натаму се статува, па затоа и го користам овој период за сопствена музика, бидејќи и ми дојде време малку да се посветам сами на себе, пошто работев музика што не дека не е толку сакам, не ми е толку блиска до срце, знаете. А сепак ова сега што го слушам во позадина, тоа сум ја, тоа е Кентал. И ми исполнува за, а морате да го правите тоа, за да чувствувате благодет, да бидете мирни. За да може да стварате, треба да бидете мирни во душата. И третиот проект? Реквте на 3 проекти работите, два да сте го кажете. Да, работам на уште на албум на Дечко од Штип и мило ми е што ќе му помогна на дечкото да го заврши. Па не моментално са тие 3, иначе работам и со, само да знаеш ти, со Аси, со Кате, исто на нови песни.
со Горан Милошевски сум во контакт од Скопје често за нови идеи, нови песни, така да има работа, не знам дали да го кажам тоа штета, преска ми спомнавте, се во студието многу скапо чини, а ефтино го наплаќаме. За жал во Македонија. А ги разбирам и изведувачите, да, дека и тие за сигурно за ефтини пари работат, свират, односно научат тезги. Дали тоа што ќе го вложат тука ќе им се исплати на крајот преку медиуми или се уште мислам дека нема слух за сериозно финансирање, конкретно ќе зборам за музиката, не за култура, да. То на некој начин е вложување во иднината, меѓутоа за да добиеш треба да дадеш. Политичката состојба е во земјата таква што не треба ни да бидеме толку фрустрирани, сепак предимство и приоритет имат некои други работи да се стрелат. Се надевам, ама ние што зависиме од музика сепак не треба да се предадеме сега крај и да станеме молери, сигурно не. Па јас сум секогаш со позитивна мисла и кога ќе седнам, пратам секоја вечера, дури и до касните утрски сати седам. Гледам што се случува на светската сцена, тражам сајтови за да се конектирам. Еве, Ерџан Нургалиев од Казахстан често ми пишува. Можеби ќе направиме една таква соработка, дури со таква далечна земја. Значи, има позитивна енергија, позитивна шелба и ќе се најде начин. Квалитетот секогаш се слуша далеко. Зависи од колку се задоволувам. Значи, а јас можем и со многу и со малку. Секако ми е добро. Тоа е човешкото пред сега. Да си Битно задоволен со тоа што го имаш. Мислам во човечката чуд да нема лакомост. И да не трчеме директно по слава или да не речем слава сега. Но во мој години слава е да имам пари доволно за реализација на некои мои планови. Али добро е што не ја губам, како да кажем, силата дека ќе го реализирам тоа што ми е во глава. Секој пат сум оптимист. Секогаш се остварува тоа што го имаш замислено, колку што те познавам јас тебе, колку што знам до сега како функционираш. Па јас сум малку и темпераментен по карактер, али кога ги погледнеме во позадина имам се реализирано што сум замислил. Сега нивото можеби не е тоа, ама е реализација. Погледнувајќи од дипломите, завртувајќи си зад себе си, можеби сум единствениот, да не кажам музичар, баш што живеам од музиката. Тони Китановски рече, како утеха на една наша средба додека студирав. Треба вика да се гордееш со себе си, зашто не познавам друг да седе, да заработува од музиката. Значи, сите ние имаме некоја паралелна. Да немаш тезги по свадби или... Ништо, не свирам, ништо. Значи, буквално живеам од тука, од ова. Мислам, мојот да. Напредуваш со лично собствениот труд и тоа што го имаш во глава. Па во овој период баш го користам за да се надградам себе си, како повише вежбам сега од кога учив на гитара, на пијано, на вокал, на продукција, заради тоа што баш вчера го правевме мојот студент пријател, можеби после 5 години, кога ќе некои други работи ми се средат, што сега не ми се средени, а тоа е секогаш така, кога одмине време, можеби ова е најубавиот период за мене. Зашто си ги растам децата, заедно сам 24/0 со нив, значи 24/7 како беше. Со нив, значи се будам, се легнувам, свирам заедно, споделуваме радосни моменти и можеби е стварно неубавиот период. Можеби ти е одлична идејата и студиото токму во домот да не случајно е во собата, близина со семејството. Имам ја добар простор, гаража доле во куќата, али заради да сум блиско до семејството, значи работам, ќе ми текне да ги видам во другата соба, таму седат они, ќе ги видам, ќе се напиеме кафе, ќе дојдат кај мене, ќе играт, ако сум среќен, јас сите се среќни, исто и обратно. И тоа е една прекрасна енергија за позитивна енергија која црпаш, која има бескрајна љубов меѓу нас сите.
Кога го спомна семејството и децата, само да им кажам на гледачите дека имаш две прекрасни керки, кои што ќе можат за кратко да ги видат во спотот, видеозаписот на една од твои песни. Песната се вика Једина, така беше. На српско-хрватски е, нема да ни замерат гледачите, меѓутоа станува збор за одличен текст, одлична музика и одличен видеозапис, во кој што, како што реков, ги има двете керкички на Роберто Попдимитров и неговата сопруга. Да го видиме спотот, па потоа ќе продолжиме со разговорот со Роберто. Отишла тат, али све те грешке осеќам сад. Када осетим страх, тада изгубим дах, сада не могу сам. Едина неуморно дани брзо пролазе, а у мени немир само остае. Kad se probudim sam, bez tebe ne mogu znam, i tako svaki dan. Jedina jesen u meni tuguje, đavolu dušu prodaje, gdje da idem nemam gdje. Ovaj svijet je lažan stih, ja sam jedan protiv svih, u meni živi tama kada ne znam gdje si ti. Zar je život tako kriv, da ja moram protiv svih, nek mi vetrovi nose miris svoje kose kad sam kriv. Sada moram među svih da pronađem ti lik. Jedina u meni živi tama kada ne znam gdje si ti. Zar je život tako kriv, da ja moram protiv svih, nek mi vetrovi nose miris svoje kose kad sam kriv. Sada moram među svih da pronađem ti lik. Jedina Почитувани мои, се надевам дека ви се допадна спотот. Ги видовте двете керкички на Роберто Димитров и неговата сопруга. Само да кажам дека спотот е снимен во Штип, на повеќе локации во Штип, а го сними, го измонтира, ја спомна на почетокот на емисијата Кате, Катерина Грубче, кој што ја поздравуваме во моментов, се надеваме дека не гледа. Како дојде таа идеја да
да се направи токму таа песна, тој текст, тоа е лично твој текст, аранжман се е твое, претпоставувам, за песната. Се. Не случайно спомнам Да се се дека и да се децата дел од видеозаписот. Сега ќе ви кажам. Значи тоа беше период кога се вратив во Словенија и со тие прекрасни поминувања од таму. Значи и требаше Дејан Стојанов да прави промоција на негов спот. И дојдовме на идеја заради тоа што во многу вестници пишуваше за мене, имаше многу средби, значи конференции со луѓе. И сега како да се представам, решив да направам песна баш на српско-хрватски, за да можам да ја представам во Љубљана. Идејата не беше таа песна да биде за македонскиот пазар. Затоа е на српско-хрватски напишена. Веќе кога се одложија некои од тие случувања, не памтам зошто и како што се случи, решив со Катерина Грубче, нели добро се живееме, почнаа да снимаат спотови, еден спот снимаа и за нив заедно, само ми се бенди се и дојдовме на идеја, ајде ќе направиме спот, чисто песната да не, пошто мене ми се допаѓа чисто многу. Имаше некоја емоција во неа, напишена е за фамилијата, за жената ми. Мислам секогаш подивна точка е семејство. Така. Како во еден филм вчера што го гледав, семејството е се, ништо друго не е битно. И така е вистина. И од самата идеја, самиот си решив, зашто да статисти да викаме, да одеме на локации, да снимаме нешто други работи, на крајот на краиштата, па еден ден, само спотот ќе остане таков како што е ние, ќе се смениме, ќе остариме. Децата ќе пораснат. Барем ќе се видат, ќе се гледат, се надавам дека Google и YouTube нема да изумре до тогаш. И ми беше една добра честитка за тоа сеќавање, за тај период, за тоа едно добро време. И за среќа со Катерина го реализиравме тоа на еден врвен начин, го изработи тоа како што треба и сум многу горд. И секој ден си го гледам. Ако не секој ден, барем по неколку пати во неделата, пошто ми е мило, тоа се едни стварно искрени чувства со сопствена фамилија, со своите деца. Поготово што и тие кореспондираа со ситуацијата. Што се снајдува. Одлично се снајдува во улогата, да не речам статисти, него ете како главни ликови. Точно, да. Супер ми беше. Па и жена ми исто. Трчкавме, глумевме дека сме млади, па потоа во ова време. Видоа гледачите. Кажи ми само, спотот го имаш ставено на YouTube? Меѓутоа, дали си има појавено на некоја друга телевизија? Јас, тоа ми е слабата страна. Значи, за реклами стварно ми треба промотер. Во нека биде апел, ако некој мисли дека може да направи, значи, да не речем реализација пари од некој проект што го работам, значи, не можам сам да се нудам, ви се молам, пуштете ми го. Ти треба менаџер. Така. Значи, менаџер базите. Апелираме некој кој што навистина знае како се работи на естрадата. Така треба да биде. Значи, не можам сега да работам, да се затворам во студио 24 сати и утре сега да се изменаџирам. Значи, стварно немам сила и енергија таква, знаете. Пошто константно се на нешто друго се работи, знаете. И веќе од преслушаната песна 100 пати ја губиш желбата. И посебно ако најдеш на луѓе, посебно во ово ново време, му ја пушташ песната да ти ја слушне и чекаш мислење, добра е, лоша е, а тој те прашал, си дипломирал? Од каде ти е? На самиот почеток на музика, ти веќе ја гасиш песната и нема што да зборуваш. Мислам, тоа е... Ние музичарите, сите уметници, малку, може би сме малку... Кога ќе направиш нешто, сакаш да... Па макар и да ти кудат, да ти ги кажат грешките, ама да ти обрнат внимание. Дека, чека, ќе ја преслушаме песната, да, ми се допаѓа, не ми се допаѓа. Најлошо е да те игнорираат во тој момент кога зборуваш за тоа, кога се, да не речем, фалиш. Кога зборуваш за себе.
Па за делото, не за себе, мислам за песната што ја направив. Макар и нека е туѓа песна, аранжманот што сум го направил, сакам барем неко културна прецизност, да не речем, за тие 3 минути да се изслуша песната, па да ми се каже мнение. Ми се бенди се, па не ми се бенди се. Сепак треба некој повстручен да го каже своето мислење. Може би некој не може да свати, да ја разбере пораката или да го разбере начинот на кој што работиш. Видите вака, Билјана, мене ми е секое мислење битно, заради што џабе ние ќе се собериме 3-4 истомисленици од овој стил на музика и ќе си, браво, брат, Токму си направил, да, тоа ми е џабе, ако лаици, гости некој мој, кој ќе ми ја пушта музиката, не ги заинтересира. Како ќе рече, одлично, супер песна си направил. Тоа нема да пројде, ако на обичниот слушател, ако не го заинтересира, значи нема да пројде. Значи, лесно е кога ќе стигнеш на врвот, значи што и да правиш, веќе си име, те зборам сега, ајде, нема да одам на кај Америка, Бионсе или не знам кој, ќе кажам, лесно му е на Желко Јоксимовиќ било која песна да извади, заради тоа што за 3 дена сигурно ќе има 1 милион вјус. Да. Тешко е на нас додека стигнеме до тоа ниво. Значи, јас верувајте, сега да успее со некоја песна и да има по медиумите на целиот Балкан, сите песни што ми се направени назад ќе ги повлече во етер. Токму така, да. И ќе си го добијат заслуженото. Али се додека не се родила таа песна, или тој момент, може би се родени песните, ама не се најдели во вистинското време, на вистинското место. И тоа е тоа што го почнавме муабетот. Не знам да се рекламирам, не се нудам сам на портали. Тоа ми беше поентата. Едина прв пат сега се пушта во етерот на некоја телевизија. Сигурно, да. На вашата е прв пат, да, сигурно. Тоа сакаш да се пофалам на некој начин, што токму мојата емисија за прв пат се слуша и гледа оваа песна. Чисто ја ставив на YouTube за да не ја чувам дома во фиок. А пошто ми е мила, можеби некако ќе дојде до него. Се надевам дека сите што ја гледаат емисијата во Аго ги трогна оваа песна, бидејќи е навистина доста емотивна, па и спотот, сите сцени во спотот. Рече дека доста години, децении се занимаваш со музиката. Она што го одбележа на некој начин твојата кариера е учеството на Макфест. Значи имаш повеќе пати учествувано на Макфест и како пеач, и како автор, како текстописец. Колку пати до сега? Ама добро прашање. Видите вака, Макфест може да се каже дека ми е на мене комплекс. Зошто? Првиот Макфест бев толку забележителен настап имав, што добив одма понуда и бев, не знам колку знае јавноста, може би заборавила, избран за пунен на фестивалот и ја представував в Македонија на неколку фестивали во Казахстан, во Русија, во Украина, и тоа беше таа фамозна 2000 година, работно, прекрасно. Се запознав со профили на музичари и пеачи од цела Југославија, се дружев, соработувавме, тоа беше едно прекрасно време. И откога заврши сето тоа, како што заврши, може би не толку спремен бев за тие сцени, пошто претходно имав само еден албум со Кентаур и директно на сцената на Макфест, а од сцената на Макфест на сцената во Киев со пример 150-200 гудачи во живо. И Майкл Легран, еве дипломата таму ми е од него, на Славянски базар, како тој еден гигант во музиката, Майкл Легранд или Мишел Легранд, на сцена и да пееш на живо. Мислам, се уште ми е во главата, не можам да го заборавам како да било вчера. После таа 99-2000 година, че на Макфест може би, ако ги избројам и учествата како автор и како изведувач, може би 10 пати сам учествувал.
Немам ни една награда земена на тој фестивал. За разлика од него, кога се појави в прв пат на Рокфест, ги собрав сите награди. И за пејач, и за група, и за се, и тој Рокфест ми даде една таква одскочна даска, што веќе се наговестуваа концерти во Хрватска, во Бугарија. Тоа, пазите, период од една година. Значи, а кај Макфест од 99-та, после настап на 2011 има. Не влегов ни во финали. И решив веќе ни да не учествувам. Тој ќе те прашав, се наближува Макфест 2016. Немам интерес веќе никаков, лани поради тоа што Дејан Стојанов од Словенија сакаше да учествува, му кажав добро, окей, ќе пробаме, ќе конкурираме, среќа ме примија. Испадна така како што испадна, пак испадна како што не треба по мене да испадне. Че не може да завршуваме, никој не ќе да заврши меѓу последните 5. Тоа е искрено го кажувам тоа. Че не одеме ние за награди. Знаејќи се себе си, што се вложил и колку дал. Тука са низ на пропуст, значи аранжманот не ми звучеше така. Не ја наваѓам грешката само во музичарите. Јас завршим инструменталист, значи на факултет по гитара, не сум значи аранжер. Сам ги пишував нотите, значи сам целата таа скрипта на оркестарски запис на сите музичари, па немавме доволно време ни тоа да се изнавежба, не па да се направат корекции. Воопшто не сум задоволен како звучеше песната, заради тоа што го слушав во живо и тоа што е кај мене снимено е спротивно, мислам, не е исто. И така, да решив додека може би има по мене, да не ме разберат некои гледачи погрешно. Ако веќе го имавме Скопски со гудачи, со некој, да не речам таков стил, звук на фестивалска изведба, зошто па и Макфест? Зошто па и Макфест? Макфест се знаеше. Во живо се Што пееше. беше да направиме една компарација, една споредба со Макфест порано и Макфест тебе последниве неколку години? Не знам, мене Макфест ми е секогаш. Ќе ја спомнам од таа до 86-та па нагоре. Бројни хитови, баш заради тоа се имаше, заради тоа што Макфест си беше студиска снимка, вокално изведување во живо и тоа беше прексно. Значи, не можеме некои звуци во живо да ги, колку сакаме да ги изимитираме, да ги направиме ако се тоа компјутерски звуци. Значи, музиката на Макфест додека беше на матрици, беше многу помодерна по мое видување. Имаме само 2 фестивала и тие се, да речем, идентични сега. А како штипјанец изреволтиран сум заради тоа што немаме ние сала, како во Скопје, грандиозна да ја наместиме сцената. Значи, у секој поглед сме во минус. И каде звукот би звучал како што треба. И ова сала не е компетентна за жив оркестар. Значи, и акустиката не е подобна. Али немат слух некој за тоа, ја не можам да се правам дека знам повише од некој кај нас тука исто луѓе. Валда си има некоја друга основа зашто е тоа така, али јас сепак и насам бев пријавен во конкуренција за уметнички директор пред 3-4 години на Макфест. И го кажав ово, макар барем да има пола да иде матрица, пола да иде во живо, гудачи или било што. Ама зашто направија целосно во живо, се уште се противам на тоа. Мада некој ќе каже сега, може би не сум во право, али кога ќе ја земеме во обзир целата ситуација, значи простор, време, седишта, се, значи немаме ние место за таква реализација за да биде на ниво. Еве, верувате, слушайте го Макфест, после слушайте го Скопски фестивал, многу подобро звучи Скопскиот. Од тука, не само од истиот диригенте, истите се музичари. Значи, акустиката, намален е бројот на музичари, недоволно место за добра поставеност и да не задржуваме толку време околу тоа.
Само да те прашаме, на кои други фестивали имаш учествуване? За Макфест бев сигурно, или за Рок фестивал, да кажеш ти, за на Охридски фестивал имаш ли? Не, само како автор. Како пејач само на Макфест имам учествувано. Како автор? Пошто што знам, и како автор имам неколку пати на Макфест, со Томас, со Ноент неколку пати имам учествувано, со Војкан од Тетово имам учествувано како автор. И ако заборам со Дејан Тасев од Штип, со Дејан Стојанов исто. А на други фестивали, па ме замисли сега и во Македонија и немам. Скопски никогаш не сум учествувал, на Охридски не сум. Единствено во Алмати на Славенски базар имам пеено. На тоа е Voice of Asia, извинете, и на Славенски базар во Киев. И тука се роди многу понуди за Малта, за Франција, ама недостатна средства. Макфест не можеше се уште да го покрие тоа. Требаше да се вратиме барем со нашите посекувања со некоја награда таму, за да можеме, сепак и тие парични награди беа по $20,000 исто како сега што беа, за да можеме да си ги покриеме трошковите. Многу слабо спонзори најдовме со туристски во тоа време. Че целата таа манифестација и одење на представување на Македонија беше скоро речено на наш трошок, а тоа финансиски не можевме да го издржиме. Самиот лет до Казахстан, тоа е близко до Јапонија, значи многу пари кошта, да. И така таа приказка се заврши. Тоа е околу Макфест. Макфест мислам, за да не бидам груб, Макфест ми е журка, забавување. Не ми е предизвик, пошто да не се навреди и Макфест, организацијата и се. Јас сум рок изведувач, јас сум бендски пејач. Мене и ден денес, кога ќе ме прашате што ти е предизвик да направиш, почетокот на Муабетов, да го реконструирам Кентаур и една мала европска мини турнеја. Тоа ми е доживување. А и на Сан Ремо да ме пратите, јас ќе го доживеам како нешто обично. Значи, не се наваѓам во тој свет. Каде што има оркестар, многу. Со Валентино Скендеровски бевме во Киев заедно и тој многу добро ми кажа: зошто се мачиш на оваа сцена? А ја му кажав: ако не сум тука, каде да бидам? Никаде. Че нема простор, бендот не ми постои, што да правам? Сакајќи ја музиката, мора да ми има некаде. Не се осеќам ја таму лагодно, али мора да ми има некаде. И сега, не е измачување, ама не е некој предизвик, сега ќе покажам што знам. Јас сакам да се дружам со дел од луѓето таму, имам добра комуникација, со дел никаква. Значи, не сме на иста вранова должина, фреквенција, како да кажем. И тоа е тоа. Не го реков во негативна конотација, искрено го кажав. Секој си има право на свое мислење, зошто и како. Не никој да увредам, ама тоа е тоа. Значи тоа е. Оно што е важно низ текот на целиот разговор досега е дека ти тоа што го работиш децении за тебе досега го работиш од љубов. Се. Од љубов кон музиката, од љубов кон имаше целата твоја интуиција, интерпретација, се она што можеш да го дадеш и да го споделиш со останатите. Пак ќе ви кажам, ја музиката ја гледам како добра и лоша. Мислам како некој што ми се свига и што не ми се свига. Сега може би тоа е релативно, добро ли е, лошо ли. Тоа што е за мене добро, може за вас не е. И обратно. Али јас кога работев со Јоце Панов, бев на Сунчини скали и земавме трето место со моја композиција, а Миро Булјан правеше аранжман за истата композиција и сум многу задоволен. Штета што Јоце не сними видеозапис баш за таа песна. Значи имаше уште тоа време, се не се сеќам дали беше 2013 или 14, не е битно, не ми замерувате. Ние пробувавме некои песни со малку
по-народен мелос или шмек, да кажем. Значи, ја и кога би го работил, тоа би го работил со љубов. Значи, уживам додека го стварам, да. Или ако ја правам музиката и додека ја свирам и пеам, гледам и мене да ми биде добро. Значи, не сам ја некој рокер сега што ако ми запееш Зајди или Јано Мори, значи тоа е македонски блуз со секој вистински македонец би требало да го добри. Значи, го слушам и тоа, посебно во некоја чудна или авангардна изведба на некои понови музичари, да речем, како што ги има во последно време. И не знам каде застанав сега со муабетов, подсетени. Јас го почнав муабетот за љубовта кон професијата, да кажеме. На Да, некој начин го неизмерно. намерно тој збор љубов го искористив затоа што предлагам, бидејќи многу се замисли во изминативе 10 минути, многу некако на некој начин се измачи да се ги вратиш сеќавањата. Ќе слушнеме уште една твоја номера, која се вика Токму љубов, па потоа ќе продолжиме таму каде што застанав. Океј. Ја слушаме номерата љубов. Како на сон пред очи спомени, волив си ти. Како на сон се прашувам, не знам, ќе исчезне ли се, но нема крај, нема крај. Но нема крај, не. Љубовта е сон, малку мамиш, малку љубиш, насмени се и тогаш кога губиш во срце, да се роди љубов, да почувствуваш и ти. Љубовта е сон, малку мамиш, малку љубиш, насмени се и тогаш кога губиш во срце, да се роди љубов, да почувствуваш и ти. Како на сон пред очи спомени, волив си ти, но нема крај, нема крај, но нема крај, нема крај. Но нема крај, не. Љубовта е сон, малку мамиш, малку љубиш, насмени се и тогаш кога губиш во срце, да се роди љубов, да почувствуваш и ти. Љубовта е сон, малку мамиш, малку љубиш, насмени се и тогаш кога губиш во срце, да се роди љубов, да почувствуваш и ти. Љубов. Ова што го слушнавме беше љубов.
Од кога потекнува оваа песна? Љубов е 2006 на Макфест. На Макфест. На Макфест. Едно рокерско издание, имаше малку и појака верзија, па ја пресерев малку во поблага форма и за да иде на Макфест. И по некоја чудна случајност е најприфатена песна од сите што сум ги изведувал јавно. Мислам на фестивал. Кога ќе ме сретнат некои помлади, да речем, слушатели, и таа песната е супер, многу е добра, многу. И може би е, Јас сум љубител повеќе на сентиши, на распон на вокал, значи рефрен кај што можеш да покажеш до каде можеш да одиш, со емотивни строфи. На дурски брзи песни, онака, на журка. Спомна на почетокот на емисијата, на почетокот на разговорот, дека имаш досега работено со многу музички имиња, од Штип, од Словенија, од други градови, од Македонија. Јас сам и работел, иначе Да. имам соработувани со Дарко Тасев, му свири на мојот албум, како Роберто Попдимитров 2010, на една numera, може би две. Мислам, соработувам со луѓе што исклучително ја ги сакам и ги ценам. Сега, може би има многу што се вредни, ама па ние не се знаеме, не ги знам сите. Али оние што се ми посебно драги, гледам значи, пазите, ја не сум себичен во музиката. Ако мислам дека Игор подобро ќе отсвири гитарата на местото кај што сум ја измислил, ќе му се јавам него и ќе го викнам да го сретам и тоа. Че ја така доживувам музиката, мешање на енергија. И на крајот е колку позитивно сме се осеќали сите, така ќе биде и песната. Те прашав ова затоа што спомна повеќе музичари, меѓутоа имињата не им ги спомна на оние за кои што имаш работено и аранжмани, тексти и музика. Постои ли некој кој почнал да навлегол во светот на музиката покрај тебе, сега можеби напредува понатаму? Некој со кој што се гордееш дека си му е дало основата за понатаму во кариерата? Па претежно работам со луѓе што се на самиот почеток во оваа професија. Колку и да сакаш да им ги кажеш и позитивните и негативните страни, кога ќе ти дојде изведувач во студио, секој пат мисли дека тој е вистинскиот, дека тој ќе го има полесниот пат. На крајот 90% од нив се разочаруваат и се публикуваат. Значи не ги спомнувам имињата заради тоа што да не изоставам некој па да не се налоти. Иначе ќе ги кажам албумите целосни, нели, со Дејан на Томас Димитровски му имам снимано цел албум, на Николас Мосхо од Грција, и сите три единствено Дејан е во подем. Дејан сега мислам дека соработува со Григор Копров на некоја тема. Значи тој веќе го извадив од анонимноста и добро е котира и во Словенија, значи има неколку видеозаписи. Многу е задоволен од нашите соработки, тоа ми е мило, значи има комплетно, можам да кажам, 9 песни мои. Една е на Вернер, еден доста познат пејач и музичар во Љубљана кај нив, и едната е од Копров сега. Че мислам така ќе го заокружиме албумот на Дејан, а другите изведувачи се многобројни што се снимале те, да почнеме од No End, Асе, Кате, са по неколку numери. Може би на Асе и на Кате да Кру, групата нивна, веќе изброив околу 6 песни сме снимали. Што и тие се ближат кон некоја заокружување на 10 numери. Тие се луѓе што доваѓаат и си одат, мислам, што енос почнуваат што сакат да дојдат на тој пиедестал на музиката. Сакат да напредуваат, да. Се уште не сум до тоа ниво, значи композиторски може би да, ама мора да добра реклама, да се вратиме на почеток.
за да разберат луѓето дека квалитетно работам, дека квалитетно мора да го видат студиото, да го поседат да извадим. Значи, претежно е сконцентрирана работата во Скопје со вистинските луѓе. Па сега, колку тоа во иднина мислам дека ќе се реализира, ќе видиме. Во Скопје. Да. Од Скопје доаѓаат ли овде? Па сум работил со неколку, со Јасмин Алиевски. Така, незначителни, мислам, не дека Јасмин Алиевски сега не, Јасмин работеше со Лазар Цветковски претходно. Па сега го имаше, гледам на Грант. Не знам што направи дечко. Али од типот на Елена Ристевска, на Каролина, не сум работил ништо од тој профил на музичар. Се надеваме дека во иднина да, ќе дојде до таква соработка со... Дека, па може би моите напори се сепак на друга страна. Јас повеќе сакам да се сконцентрирам на рок изведувачи. А за жал ги нема сега и тоа е тоа. Треба некој да ги создаде. Па Може би некој не- да ви имиња со кои ти работиш, соработуваш, може би ќе препознаеш меѓу нив некој. Да, никогаш нема да биде вака. Значи, нити лошо, нити па добро. Секогаш, како што е земјата тркалезна, се врти круг. Значи, ќе мине и овој период, ќе дојдат сигурно пак добри време. Да се надевам. Сигурно. Ти си подготвен, студиото е подготвено. Да, и ќе биде уште по. Кој сака да се занимава со Битно е добра дека- музика да, пред се, битно е дека сега може да живеам во повели. работата, имам доволно за да се осеќам лагодно во работата и тоа е тоа. Посакувам успех, Ви посакувам исто и на вас. па здравие ве кога ќе го промовирате албумот нов Кентаур. Да не изгубите на промоција. Ја И се повторно надевам- ваго. Ја се надевам на ваша подршка секој месец. Секако во Ви секое време. благодарам. Ова беше разговорот со Роберто Попдимитров од Штип, реков на почетокот, композитор, музичар, текстописец, аранжер, автор на комплетни песни и комплетни албуми. Овде ја одјавуваме емисијата, го завршуваме разговорот. Емисијата ќе заврши со уште една негова номера. Насловена е Знам ке заминеш. Ние ќе заминеме од овде од домот и од студиото на Роберто Попдимитров и се гледаме повторно со вас наредната сабота. Еве сега уште еднаш на Роберто му посакува многу среќа и успех понатаму во кариерата и да се видиме наскоро повторно. Ви благодарам секако. А пред крајот на емисијата едно селфи. Заробен во мигот и твоите усни ги гледам како идат кон мене, ти можеш да го слушиш зидот и се да ми дадеш, се да ми земеш. Заробен во себе и твојот стив го слушам како струи до мене. Ти можеш да ми дадеш се, но нема да трае, немаме време. Штом ќе иш
но ќе се покаеш и ќе знаеш, нема враќање, нема кање, пато што го солив метол и нема запирање, знај ова не е мое последно рапување, ајде појди на едно големо патување и продолжи. Без разочарување, заборави го твоето последно ветување, а денови ќе минат, знам ќе се каеш, но приказната продолжува, дури кога траеш згодум. И ветерот да те води во твоето срце, нова љубов да се роди и заплачи. И ќе плачеш сама, насмевни си, светот ќе се смее со тебе. Знам ќе заминеш, штом ќе исчезне ноќта над нас, со светот стразен нас. Ти ќе заминеш, штом ќе исчезне нов ден над нас, ново утро во нас. Знам ќе заминеш, Нема враќање, нема кање, исчезне ноќта над нас, со светот стразен нас. Ти ќе заминеш, нема враќање, нема кање, исчезне згодум. И ветерот да те води во твоето срце, нова љубов да се роди и заплачи. И ќе плачеш сама, насмевни си, светот ќе се смее со тебе.